Децата кои од здравствени причини или поради заразување со COVID-19 нема да можат наставата да ја следат со физичко присуство, тоа ќе може да го сторат онлайн, изјави министреката за образование и наука Мила Царовска. Истото важи и за децата кои имаат член во семејството со хронична болест. Сите искуства во светот и во нашата држава покажуваат дека и менталното здраве и социјализацијата се дел од учењето и токму затоа училиштата и учениците треба да по протоколи спроведуваат настава. Учениците кои што нема да можат да следат со физичко ќе имаат можност и пристап преку националната платформа да следат онлайн настава. Но ако состојбата со вирусот се влоши уште повеќе, Министерството за образование и наука подготви 3 можни сценарија за предстојната учебна година. Министерството за образование и наука уште од јули месец е подготвено за 3 сценарија како сериозен систем, сериозна држава. Мора да знаеме дека физичко присуство до моментот додека ни дозволува Комисијата за заразни болести ќе се спроведува, доколку се влоши состојбата или влеземе во поголем ризик од овој кој што сме денеска, тогаш би секако биле спремни за да го менуваме сценариото кое што ќе ни биде посочено како соодветно. Во меѓувреме во извештајот на првата детска амбасада Меѓаши пишува дека повеќето деца сакаат да се вратат во школските клупи, поради тоа што им недостига дружењето со другарчињата. 5% од учениците биле целосно исклучени од можноста да бидат вклучени во далечинското учење, значи немале пристап до компјутер, што е загрижувачки. 1/3 од децата навеле дека делат својот компјутер со некој член од семејството, што исто така го попречува квалитетното далечинско учење. 68% од младите рекле дека се чувствуваат помалку поврзани со нивните другарчиња и тешко можат да остварат пријателства. Министерството за образование и наука изготви протоколи за училиштата околу тоа како ќе тече наставата и како да се заштитат од COVID-19. Предвидено е носење маски, дезинфекција на рацете за учениците и целиот кадар, ставање во функција на сите влезови на училиштата, а на децата кои доаѓаат со организиран превоз да им се мери температурата при влез во автобусот. Според протоколите, паралелките ќе работат со целосен капацитет.